Македонскиот актерски феномен Никола Ристановски е символ кој што представува квалитет за секој нов проект во кој што учествува. Актуелен во моментов е со Изгубени германци, а неодамна е добитник на наградата за најдобра машка улога во животот на Молиер во Риека, а со истата представа ги понесовте и наградите Војдан Чернудински и Ристо Шишков. Так. Во моментов сте во Скопје, вратени пред македонската публика, со оглед на стоечките овации кои што ги доживеавте, колку си недостасувавте со македонската публика? Одма да се разбереме, јас сум цело време во Скопје, у суштина, само што се стекнува некојаш погрешен впечаток. Скопје е мојата адреса и тоа така ќе биде и понатаму, без оглед на тоа што ќе ми се случува понатаму. Значи, овациите, тоа е една убава работа за секој актер, така да и ми значат многу. Немам ништо покомплицирано да изјавам за тоа. Значи, аплаузот, колку и тоа да звучи патетично денеска, е една од најголемите сатисфакции за еден човек кој што се бави со било која работа, особено со уметност. Добро, прашав во насока на тоа дека подолго време бевте одсутен од македонската театарска сцена, заедно со Александар Поповски, кој што пак е, да речеме, една деценија не поставувал веќе и сега се враќате заедно. Па добро, некаде меѓу 92 и 2002 година во овој мој театар, во Македонскиот народен театар, навистина ми се случи се што може да посака еден млад човек и глумец. Практично тоа беа по 3 наслови годишно и тоа е 10 годишно држење на репертоар и сите можни сатисфакции. Некако сосема случајно се случи да од 2003, значи веќе во последните 10 години, моите представи се случуваат не почесто, но доста често и надвор од Македонија. Нема никаква голема теза за тоа зошто 10 години. Може би не 10 години, многу од представите во овие 10 години се игра и понатаму на репертоарот на Македонскиот народен театар и нема никаква голема теза зошто повеќе таму, а помалку овде. Просто така се случи и јас за тоа немам некое ниту психолошко, ниту политичко и геополитичко објаснување. Просто насловите кои што беа, кои што ги работев, просто ми се случи. Во Белград останавте запаметени по 2 улоги, и тоа во Дервишот и смртта и Глембаеви. Двете машки улоги. Колку се лични и колку беа лесни за еден спој, како за актер, да се доловат, да се пренесат, да се доживеат? На моја голема среќа тоа се 2 капитални улоги кои што беа на некој начин многу блиски и до мојот сензибилитет и до мојот, ајде ти кажам, светоназор. Интимно и по естетика. Значи, од друга страна пак толку ми се случија претходно улоги кои што беа некаква подготовка за тие 2 наслови да имав една реално многу добра подготовка за сето тоа. Значи не падна од небо, веќе имав некаков занает за да можем да одговорам на тие, ајде ги речеме, навистина захтевни задачи. Мене ми е драго што тие наслови се уште се играат во Белград. Иако веќе еве Дервиш наскоро ќе биде 100-та изведба, преку 60-70 има и Глембаеви. И едноставно тоа се важни пунктови во тоа што го правам. И многу ми е мило што се уште се живи. Што може би најмногу сведочи за тоа колку е таа работа добро завршена. Еден збор, Фолтин. Име на група со која што соработувавте во представата Одисеј, повторно на Поповски, каде што пеете. Дури и на промоцијата на нивниот албум отпеавте еден дел од песните во Од Одисеј. Што буди пеењето кај вас? Едно е професионално, нели, како актер, вие мора и да знаете да пеете, меѓутоа што е пеењето за вас? Јас секогаш сум се бранел од тоа да пеам и секогаш сум имал една блага скепса кон тоа општо прифатено и инсистирање на по секоја цена да се пее во нашата фела. Иако на тоа гледам со симпатија, но никогаш не сум имал таква
само доверба и чувство дека е тоа нешто, дека е тоа адут кој што на кој што треба да тежнеам или да се стрема. А од друга страна, како и сите други работи, Фолтин е една група која што по својата креативност и сензибилитет одговара на мојот сензибилитет, на она што јас го чувствувам во мојата работа и беше сосема случајно потполно природен спој. Значи, нема никакво сомнение дека Фолтин е, например, и членовите на Фолтин се луѓе со кои што добро се разбираме, со кои што на некој начин сценски се надополнуваме и со оглед на тоа дека музиката е составен дел на она што го нарекуваме театар, не гледам на тоа како на некој голем скандал, туку како еден поток од реката која што во која што пливам. Така да пеењето, воопшто музиката е еден многу голем дел од театарот, кај нас, да речеме, можеби повремено запоставен, иако јас се трудам колку што е можно повеќе во оваа етапа од тоа што го работам да биде присутна. Значи и во Молиер имаме музичка numera и воопшто мислам дека музиката е едно огромно богатство во театарот и ќе се трудам сосема случајно и не претенциозно да ја користам и понатаму. Охриѓани би рекле, љубите ли да пеете и приватно? Значи, јас бев дете кое што во суштина пеев само кога бев сам. Значи, никогаш не сум имал напливи на некакви желби да пеам пред аудиториум. Значи, јас сум веројатно еден и од ретките глумци кои што никогаш не пеел на нашата позната манифестација Глумците пеат, која што во основ ми е многу симпатична. Меѓутоа мислев дека тоа треба да биде дел од таа една наша основна работа. Значи, мислам дека и понатаму нема да се занимавам нема да формирам група и нема да бар до 60 години сигурно не, после ќе видиме. После јонака сите побудалуваат, така да. Спомнавте децот. Во едно интервју каде што се збори за вашите средношколски денови, спомнавте дека сте биле бунтовен и дека сте биле во борба против системот тогаш. Како еден против било кој систем, нели, како млад бунтовник. Меѓутоа за таа бунтовност велите дека треба да биде добро подкована. Препознавате ли бунтовност, ама добро подкована бунтовност на Балканот? Како човек што е нели повеќе регионален глумец и работи на повеќе сцени. Бунтот е природна ситуација за секој мислечки човек. Согласувањето со светот во кој што живееме и во кој што твориме е на граница на ступидност. Значи мислам дека секој човек, а особено младиот, каде што кај кого што не мораме да бараме ниту причина за таа бунтовност, бидејќи таа е прашање на биологија. Така да ова веројатно одамна сум го изјавил, но се уште мислам дека не е доволно, барем кога човек ќе дојде на одредени години, да таа бунтовност биде паушална. Задача на тој креативен и некој си, ајде ќе кажеме, мислечки човек е да не само да се бунтува против постоечкото, него и да ги констатира механизмите на она со што не е задоволен и да дава соодветен естетски одговор на сето тоа. Значи, а за тоа треба таа подкованост. Значи, во суштина да, таа подкованост веројатно бара и прво огромен труд, потоа бара огромно, да речеме, огромно образование континуирано, однос кон општеството, кон светот во кој што живееме и бара да се бараат естетски одговори. Значи, бунтот не смее да биде иста естетика како онаа против која што се бунтуваме. Значи, стануваш ист. Значи, јас немам чувство дека сум некој експлицитен бунтовник, меѓутоа ако претпоставиме дека е веќе повеќе од 20 години работам представи и се занимавам на еден, ајде, не знам,
веројатно забавен, но сериозен начин со глума и со театар, тогаш претпоставката е дека во основа на сето тоа лежи некакво незадоволство. Значи, лежи некој принципиелен бунт. Значи, еден дел од мене никогаш нема да порасне и еден дел од мене никогаш нема да се сложи со прозата околу мене. Ете, така ќе го наречеме. Работите и тука, и во Белград, повеќе во Белград него во Македонија. Од друга страна, низ други интервјуа знам дека имате изјавено дека би се вратиле постојано само да работите во Македонија. Што е она што ви недостасува од таа работа надвор во Македонија и обратно, колку пак македонското глумиштво и театарска уметност ви недостасува надвор? Ајде пробам да го одговорам. Значи, да направиме на споредба што е она што ви недостасува фактички овдека за да се вратите. Секогаш и на сите места ми недостасува, односно имам потреба, можеби не ми недостасува, но имам потреба од креативни луѓе околу мене. Кои што не го работат ова како да одат на работа, туку кои што се обидуваат да се интегрираат во некаква заедничка естетика и креативност. Нема друга причина зашто човек би работел оваа бесмислена работа, освен ако не мисли дека тоа е многу значајно и дека на момент, барем на еден ден ќе го промени светот или барем на еден час. Значи нема тоа го барам и надвор и дома. Значи не правам никаква разлика. Проблемите што се дома ги има и надвор. Проблемите што се и надвор ги има дома. Од друга тоа е едниот аспект. Другиот аспект е тоа што е предноста на дома. Се уште мислам дека човек може да се артикулира најавтентично во своето поднебие. Значи, можеме да направиме и многу важни филмови надвор од овде, можеме да направиме и успешни кариери, можеме да работиме претенциозни проекти. Но мислам дека е највозможно за некаков автентичен, нема да го наречем производ, како што е модерно, туку е највозможно човек тоа да го артикулира од овде. Значи, сега тоа е секогаш подковано со низа проблеми кои што се повеќе организацијски, општествени и така натаму. Инстинктивно секогаш некако насетувам каде има простор за игра. Значи неам концепт, не ја градам својата кариера и неам однос кај треба да земам награда. Во суштина, на друга страна, наградите навистина престанаа да ме занимаат на едно лично ниво. И веќе се вратам. Да, и веќе имате кажано дека тоа е нешто што не ги броите и како да ви Па не, например, оваа награда во Риека е награда која што ја добивам по 4-ти пат или 5-ти, а истовремено ми е многу драга за тоа што прв пат ја добивам под моје знаме, значи под знаме и на моја држава и на мој матичен театар. Значи воопште не е ова една едноставна формулација која што ја кажувам, туку е многу темелна. Значи многу ми беше мило да еден наш, ќе го наречем, производ добие сатисфакција надвор од земјава. Од друга страна, многу беше мило што може да се промовираат наши актери, меѓу кои што има многу талентирани, кои што ретко добиваат прилика за сопствена презентација надвор од земјава. Значи, тоа се некои други работи кои што додатно ми се важни надвор од овие наградиве, кои што се разбирам и пријаат. Во тој контекст, како би ја оцениле театарската сцена сега во Македонија и воопшто состојбите околу театар? Она од секогаш била многу ќе бидам прецизен, значи не била никогаш ствар на систем, туку била производ на инциденти, на повремено разбирање на одредени уметници да се соберат околу една тема и околу една креација. Значи,
Театърът е многу тешко да го ставиш во систем и да кажеш сега имаме концепт како да правиме успешни представи. Не, секој проект е нова ситуација, секоја тема е нов предизвик и секоја улога е од почеток, се од почеток. Нема ништо, како се вика тоа, минули рад. Значи, тоа не постои. Секојаш си на прагот на нешто ново, носиш некој искуство, меѓутоа му приоѓаш како да ти е прв пат. Тоа е еден од најважните закони во оваа работа. Не можеш да се потпреш на да јас сега знам што работам и како да го сработам. Тоа не постои. Овие 2 децении независност на Македонија, дали се една добра театарска представа? Или едно... Дали што? Овие 2 децении независност на Македонија, колку е добра тема, колку е добар текст, би рекол, театарски? Па, ако размислам, се што сум сработил во животот е изнедрено токму од тоа милје. Значи, сите живееме во овие тешки години на европска надеж, кога старото е заборавено, новото надоаѓа. Но ние сме во една фаза на демократизација, во една фаза на стварање на ново општество, на нови вредности кои што не се прават преку ноќ. Сите луѓе, не само актерите или уметниците, се збунети во една таква ситуација и кодексите шантраат. Значи, тоа е една од многуте причини зашто да се работи овде. Пресано зашто да се работи и Глембаеви или Дервиш. Значи, сето тоа не значи дека она што го работиме директно политички ангажирано, меѓутоа во основ занимавањето со глума е покрај другото и општествен ангажман. Во очекување на новиот театар, ново-стариот театар во Скопје, колку сметате дека објектите и условите ќе подобрат неколку сфери во самата драмска уметност? Од една страна, состојбите како се третираат актерите и воопшто драмските работници, и од друга страна за публиката. Колку тоа ќе направи нов спој, нова енергија, колку би дало ли тоа нова енергија во театарската уметност во Македонија? Еве, одлично прашање. Например, новиот театар е една од темите и една од, како рековме на почеток, од феномените, преку кои би можеле да зборуваме за море други феномени. Се разбира. Значи, главната моја некоја теза, ако воопшто имам во животот, е дека не постојат црно-бели работи. Значи, ако некој ме праша дали е добро дека се изгради нов театар, апсолутно дека е добро. Значи 100% одговарам дека е добро, без оглед на тоа кому ќе му се книжи и што патем уште тоа значи. Ако некој ќе ме праша дали градењето на нова театарска зграда значи подобрување на квалитетот, на суштината на театарот, ќе речам апсолутно не. Значи, затоа и ретко се впуштам во заземање ставови кои што се децидни. Црни или бели. Црни или бели. Значи, се разбира дека е на прекрасна ситуација нов театар, тоа е стварно возбудливо. Историјата се мери и се брои преку, меѓу другото и преку изградба на храмови, на театри и така натаму. Но истовремено, како нормален мислечки човек, стравувам да не случајно формата ја прегази суштината на театарот. И не само што стравувам, него искрено ќе се борам против тоа да не се случи. Значи, жива материја, немам ништо против новиот театар, напротив. И мислам дека многу искрено ќе се борам неговата форма да не ја победи суштината. Никола Ристановски е познат по својата скромност, по својата мудрост, по своето искуство и како таков представува привлечен и шармантен за женскиот дел на публиката. Значи, претходно исконтактирав со повеќето од без оглед на годините женска публика театарска. Сте добивале ли непристојни предлози од женската публика? Како се справувате со тоа со оглед на тоа што сте? Сега многу се засекирав за прашањето како ќе го одговорам, што
Некако, ова ми е најтешкото прашање. Ајде да бидеме, да пробаме да бидеме искрени колку што можеме на Бекатонов. Значи, луѓето веројатно ствараат слика за другите луѓе. Особено за оние кои што работат една јавна работа и многу често таа слика е мозаик од проекции. Значи не е мозаик од ситуации реални. Уште неам тој тип на дистанца за да можам уопште да правам општена анализа на оваа тема. Меѓутоа не сум добивал непристојни предлози, морам да признам, и си го сметам тоа за огромен успех. Ги спомнав скромноста, го видовме Балканот низ ова интервју. Споредено со тоа што дека вие учествувате и во филмската уметност, не само театарската, колку е, би рекол, славата, популарноста и парите можат да влијаат позитивно или негативно на еден глумец со оглед на тоа што ако ги земеме условите на оние во Холивуд и во овие што се на Балканот? Не знам. Никогаш не сум бил славен и никогаш не сум имал пари, така да што сум комплетно погрешна личност за тоа прашање. Претпоставам дека е голем товар и едното и другото. Цел живот се трудам да не бидам славен и да немам пари. Така да, во суштина, тоа човек го носи веројатно малку и од раѓање. Како што некој би рекол, друго гледам. На некој начин се разбира дека во животот човек има периоди кога навистина се бави со екзистенцијални прашања. А колку да е тешко во уметноста, тоа е некојаш и предност. При доловување на улоги, при доловување на ликови, при пренесување на ликови, бидејќи често користите јавен превоз, колку крадете од луѓето што ги сеќават? Не, јас сакам да имам допир со животот кој што е нормален. Неам ниту нерви, ниту причина, ниту време да се бавам со фикции. Значи, доволна ми е оваа фикција што работам на сцена. Апсолутно, просто и кога сум во состојба да одговарам на прашања, ги разбирам стварно како муабета, не како интервју, затоа што ја немам што да додадам на тоа што го работам на сцена. Значи, на суштина, гледам да се ужасно ми е важно да кога веќе си 2 сати пред некого на сцена да се артикулираш тоа што го чувствуваш, тоа што го мислиш, да го споделиш со публиката, која што понекогаш ќе се сложи со тебе, тоа ми е исклучително важно. И многу малку ми останува на некој начин количина, волја и време да се доартикулирам на некој друг начин. Значи, гледам, не пишувам ни колумни. Значи, у суштина, и овој разговор го разбирам како разговор. Не го разбирам како интервју во кое што би морало да кажам кој ми е омилен парфем и каде излегувам навечер. Значи, не... Го пренесувате ли вашето знаење? Сте биле ли повикани да го пренесете вашето знаење на помладите колеги, на оние што сега студираат драмска уметност? Колку вашата генерација, која што сметам за многу плодна генерација во театарската уметност, ја има таа прилика? Морам да признам дека многу се радувам на луѓе кои што влегуваат во моја работа со огромен жар и со еден професионализам. Освен жарот, мора да постои професионализам, бидејќи професионализмот е се тоа на што не е дилетантизам, а дилетантизам е се тоа на што мене ме нервира. Огромна задоволство и без никакви задршки сакам да ги делам своите искуства, се тоа на што јас го мислам, кој што не е секојаш врвна вистина, но суштина можда од друга страна крадам и јас од нив, значи од тие некои млади луѓе кои што живеат во некој друго време, кои што имаат некои други причини за бунтовност. Така да нашава генерација е една генерација која што живееше во едно време во 90-тите години, значи го почна да зборува на сцената за своите надежи, стравови, радости, желби, љубови. Сега веќе сме некоја друга генерација, која се појави некоја помлада генерација и
U suština, to je prirodna situacija i mene me radува кога препознавам некои заеднички работи и кога препознавам некои квалитети кои што, да речеме, сум ги немал. Тоа секогаш ме исполнува, бидејќи можем да украдам и ја нешто од тоа искуство. Човек по време треба да се апдейтуе за тоа што може да стане патетичен, може да стане преконзервативен, може да стане конформист. Па и само за љубов. Па и тоа, да, макар што кај актерите е тоа опште познато. Значи мора да има малце и себесакање, колку и да го тврдам спротивното, да. На што ново работите, имате ли некоја нова понуда што може да, нели, за која што би може да... Па понуди има многу, суштина и... Пребирлив ли сте во тој поглед? Па пребирлив сум, затоа што сакам да одам понатаму, значи не во смисла да се стремам кон олимписка кариера, меѓутоа сакам да одам понатаму во раскажувањето на приказните кои што ги раскажувам, значи например нешто што во театарот може би ќе се случи е занимавање со Брехт, некаде низ Балканот, значи повторно, значи пеење некакво, може би натаму. Навистина е добра заклучото дека одам некаде во некои правци кај што музиката е присутна многу повеќе него порано. Има неколку филма кои што ми се во подготовка, генерално во Хрватска и Црна Гора. Има неколку филмови кои што се разбира не планирам да ги работам. И немам прецизен концепт. Се следам себе си, се трудам да не се повторувам. И се трудам да не ќарам од претходното превише. Поише од што би било здраво. Значи, гледам да ми биде просторот доволно неистражен за да имам предизвик. Знам, потполно нескандалозно, ама тоа е така. Благодарам. Фала многу.